Слушнеме денес која е потребата од продолжување на рокот, односно зошто се продолжува рокот. Имено, како што вие споменавте, во членот 2 од предлог законот се предвидува нова преводна одредба која го регулира продолжувањето на рокот за поднесување на барање за откуп, односно барање за пренос на правото на користење на стан до 31 декември 2024 година на носителот на право на користење на стан, на кој права, должности и одговорности во поглед на располагање има Република Македонија, кој го користи станот врз основа на акт и или договор за користење на станот донесени пред 16 мај 1998 година и член на семејството на семејно домаќинство кој по смртта на носителот на правото на користење на станот го користи станот врз основа на акт на надлежен орган со кој се стекнал со правото на закуп и откуп на станот, како и членовите на семејното домаќинство кои го користат станот по смртта на носителот на правото на користење на станот, а кои не поднеле барање до 31 март 2015 година. Имено рокот беше досега до 31 март 2015 година. Јас мислам дека е добро да слушнеме, односно предпоставувам дека кога сте го правеле овој закон или сте дошле на идеја да го продолжите рокот, имате направено некаква анализа, па не е лошо да ја слушнеме анализа, односно во овој момент колку луѓе не го искористиле ова свое право, дали од страна на Министерството или од страна на Комисијата за домување, имаше таква комисија, мислам, овие лица се исконтактирани, односно која е реалната потреба за продолжување на рокот. Искрено, кога го носевме претходниот закон, бев и јас тука, меѓутоа не се сеќавам дали се работеше за околу 1000 лица, може би грешам, меѓутоа се надевам вие ќе ме поправите. Или еве да слушнеме повторно колку лица биле тие кои користеле станови под закуп и колку во рокот до 31.3 поднесле барање за откуп на становите, оние кои што дотогаш имале станови под закуп. Заради тоа што со овие бројки кога ќе ги имаме, односно оваа анализа, навистина имаме и оправданоста од продолжување на рокот за овој закон. Дали има навистина потреба, односно за колку лица станува збор. Благодарам.